Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешното. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Драги браќа и сестри, денес во третата недела по Пасха црквата ни го принесува евангелскиот настан за исцелувањето на раслабениот кај бањата Витезда. Ова чудо, извршено од Господа Исуса Христа, не е само сведоштво за неговата божествена сила, туку и длабока полка за нашата духовна состојба. За надежта и силата на верата, светите отци и епископи низ вековите го толкувале овој настан, откривајќи ни ги неговите духовни димензии, кои денес ќе ги разгледаме заедно. Евангелието според Јован ни раскажува за човек кој 38 години бил болен, прикован за својата постела, чекајќи исцеление кај бањата Витезда, оваа бања, чие име на еврејски значи Дом на милоста, била место каде болните се надевале на чудо, очекувајќи ангел Господов да ја вознемири водата за првиот што ќе влезе во неа да оздрави. Раслабениот и покрај долгото чекање не ја загубил надежта, но немал човек што ќе му помогне да влезе во водата на време. Господ Исус, гледајќи го прашува: сакаш ли да оздравиш? На прв поглед прашањето може да изгледа чудно. Кој болен не би сакал да оздрави? Но Свети Јован Златоуст објаснува дека Христос со ова прашање ја испитува верата и желбата на човекот. Господ не бара само телесно исцеление, туку и духовно обновување, вели Светиот Јован Златоуст. Раслабениот одговара со искреност: Господи, немам човек што ќе ме спушти во водата која ќе се раздвижи. Овие зборови ја откриваат не само неговата физичка немоќ, туку и осаменоста, напуштеноста и очајот што ги носи долгата болест. Тогаш Христос, без да чека вознемирување на водата, со својата божествена власт му вели: стани, земи ја постелата своја и оди си дома. Чудото се случува веднаш. Раслабениот станува, ја зема својата постела и заминува, прославувајќи го Бога. Светите отци во своите беседи го гледаат раслабениот како образ на секој од нас, обременет од гревот и духовна парализа. Светиот Августин пишува: секој човек е раслабен во својата душа, бидејќи гревот го оддалечува од Бога. Кој е вистинскиот извор на здравие? Бањата Витезда, според светиот Кирил Александриски, ја символизира Старозаветната црква, која, иако била место на надеж, не можела целосно да го исцели човештвото без доаѓањето на Христа. Водата во бањата, вознемирувана од ангел, била само сенка на вистинското исцеление што Христос го донел преку своето воскресение. Светиот Григори Палама нагласува дека 38 години на болест на раслабениот го символизираат долгото робство на човештвото под гревот пред доаѓањето на Спасителот. Како што раслабениот немал човек да му помогне, така и ние. Без Христа сме безпомошни пред гревот, вели тој. Христос, кој е и Бог и човек, станува човекот, што му недостасувал на раслабениот, а и на сите нас. Особено значајно е што чудото се случува во сабота, денот на одмор според еврејскиот закон. Евреите го осудуваат исцелениот што ја носи својата постела во сабота, а подоцна и Христа кој го извршил чудото. Светиот Јован Златоуст објаснува: Христос намерно го прави ова во сабота за да покаже дека тој е господар на законот и дека милоста и љубовта се над формалното исполнување на прописите. Оваа поука е актуелна и денес, кога често се запнуваме во формалности, заборавајќи ја суштината на верата, љубовта кон Бога и кон ближниот.
Драги мои, расказот за расслабениот не повикува да се запрашаме, не сме ли и ние како тој човек духовно расслабени? Не лежиме ли често на постелите на нашите гревови, навики и страсти, чекајќи некој друг да не спаси? Светиот Теофан Затвореник не подсетува: Христос не доаѓа да не суди, туку да не повика: стани. Но, за да станеме, мора да ја прифатиме Неговата милост и да соработуваме со Неговата благодат. Една од клучните поуки од овој евангелски настан е потребата од вера и трпение. Расслабениот човек чекал 38 години, но не ја изгубил надежта. Светиот Василий Велики вели: трпението во страдањата е добродетел што не приближува до Бога. Колку пати ние, соочени со многу помали искушенија, паѓаме во очај или роптање. Примерот на расслабениот не учи да истраеме, верувајќи дека Господ никогаш не напушта, дури и кога нам ни се чини дека е далеку. Друга важна поука е повикот да го препознаеме Христа како нашиот вистински помошник. Расслабениот немал човек, но го нашол Бога. Светиот Николај Охридски во своите беседи нагласува: човекот често бара помош од луѓето, но вистинската сила и помош доаѓа од Христа, кој е секогаш покрај нас. Ова не повикува да се обратиме кон молитвата, кон светата литургија и светите тајни, каде што Христос ни се дава целосно. На крајот Господ му вели на исцелениот: ете, оздраве. Не греши веќе за да не те снајде нешто полошо. Овие зборови се предупредување за сите нас. Светиот Јован Кронштадтски објаснува: телесното исцеление е дар, но духовното исцеление е целта. Ако не се покаеме и не го промениме својот живот, можеме да паднеме во поголеми гревови. Ова не подсетува дека верата не е само момент на чудо, туку постојан пат на преобразба. Возлюбени во Христа, неделата на расслабениот не повикува да станеме од постелата на нашата духовна немоќ, да ја земеме својата одговорност и да тргнеме по патот на Христа. Како што вели светиот Григорий Богослов: Христос не само што не исцелува, туку и не повикува да бидеме Негови соработници во делото на спасението. Нека овој евангелски настан не потикне да ја обновиме својата вера, да се обратиме кон Христа со целото свое срце и да живееме според Неговите заповеди. Нека молитвите на Пресвета Богородица и на сите свети отци не укрепуваат на овој пат, за да можеме, како некогашниот расслабен, да го прославуваме Бога со своите дела, зборови и мисли. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.